Најпрвен, на сите присутни, ви благодарам за поддршката која ја давате како синдикати. На моје огромно задоволство, денес ќе упатам силна порака до врвот на МВР и владата, а тоа е дека се повеќе никој не им се плаши. Началници во МВР, погледнете оваа слика и уверете се дека борбата за остварување на подобри права и услови во полицијата и воопшто насекаде е посилна од се. Во наредниот период ќе се уверите повеќе, ве уверувам во тоа. Денес тука, пред владата, ќе повторам само некои од барањата кои постојано избегнувате да се решат, како вие од владата, така и од страна на министерот Оливер Спасовски. Денес ќе кажеме стоп за незаконските распоредувања. Колку уште незаконски решенија треба да издадете министер Спасовски за да сватите дека со тоа ги кршите сите права од работен однос. Еден ден, вие, правната служба и комисијата за распоредување ќе имате одговорност за тоа. Денес, по не знам кој пат пред владата, ќе поборам додаток за борбата против коронавирусот. Па не ли ви е срам како влада дека само вработените во полицијата воопшто не им беше исплатен никаков додаток? Па со кое право во јавноста како министер излегувате дека сте задоволни од полицијата? Може, вие сте задоволни, да, но запрашајте се дали полицијата е задоволна од вас. Денес ќе кажеме доста е за оно што најдобро знаете да го правите, а тоа е пресметка со синдикалните представници на СПМ во поглед на нивното распоредување. Наместо да се фатите за соврешавање на проблемите во полицијата кои се огромни, вие првиот ден по вашето доаѓање на позицијата министер го прогласивте СПМ за најголем непријател во МВР, а со тоа дадовте налог да не се сопира членарина за синдикатот на полицијата. Правдата е на наша страна. Доколку не ги исполните нашите барања, наредниот пат ќе се соочите со уште поголем и помасовен протест. Секојдневно проблемите кои ви укажуваме испливуваат на површина. Нашата цел не е само да седнеме во удобни фотеји, како тоа некој што го умее да го прави, туку да се избориме за подобри услови за работа, додека целта на министерството воопшто не ни е јасна. Оти вашата парола како министер е: ако не сме со вас, не вредиме да седиме со вас. Вам, почитувани вработени во Министерството за внатрешни работи, ви порачувам и ви охрабрувам да запомните дека повеќе не зависи од нас, од вас зависи. Затоа кренете во вашиот глас. Не подлегнувајте на притисоци и закани од никого. Немојте повеќе да се плашите. Вие заслужувате достоинствен живот. Изборете се самите за тоа. Тука ќе го изразиме нашето незадоволство дека на само првиот ден од доаѓањето на позицијата министер за внатрешни работи, министерот Оливер Спасовски донесе незаконско известување со кое се забранува сопирање на синдикална членарина за членовите на синдикатот на полиција во Македонија. Тоа е оно известување кое уште во месец септември 2020 година го доставивме до премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за борбата против корупција Љупчо Николовски. Ниту трага, ниту глас дека некој од вас постапил и започнал да го спроведува правото и законите. Кога ќе почнете да ја спроведувате паролата владење на правото? Па не ли е тоа ваша парола? Од со која секаде се кидите пред секој медиум? Кога со непочитување на правото и како се стремите да одите во Европа? Ништо нема да не поколева во намерата борбата да ја водиме се до враќањето на професионализмот во полицијата. Да живее Конфедерацијата на слободни синдикати во Македонија, да живее Синдикат на полиција во Македонија, да живее Република Македонија. Благодарам.